Мојата врска со Народната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски не се само книгите. Кога учев средно во Јосип Броз, имавме предмет библиотекарство и во 4-та година тука не пратија на пракса. Јас и другарка ми Гордана помагавме на пултот. Научивме што е тоа сигнатура, која е логиката на децималниот систем на класификација на Дуи, кој доаѓа во библиотеката за да чита, а кој да пие чај во бифето. Библиотеката беше преполна, се чекаше на ред за воопшто да се добие место во читалните. Еден дечко со брада доаѓаше секој ден и бараше обскурни и навидум неповрзани книги. Ниче и физика, историја на музика и математика. Ги нервираше вработените со нарачките кои ги пушташе и 15 минути пред затварање. Се запознавме таму, на пултот, а денес ми е сопруг. Во библиотеката работеа или се уште работат еден куп мои пријатели и роднини. Атмосферата во неа секогаш ми била свечена, како влез во храм. Сепак имаше една просторија каде што никогаш порано се нема всимнато, повеќе скали под земја. На вратата пишува забранет лес. Депото каде што се чуваат книгите. Јас сум Илина Јакимовска. Во оваа епизода на подкастот Обични луѓе ќе зборуваме за едно помалку тајно и мистериозно место населено со духовите кои живеат помеѓу кориците на книгите. И еден човек кој голем дел од денот живее меѓу нив. Јас сум Цане Куртонич, вработен во НУП Свети Климент Охридски. Инаку од овие други мои професии сум естраден уметник на фолк музиката, бивши ракометен судија 25 години, а сега сум активен ракометен делегат. И сега моментално работам овдека во оваа институција веќе скоро 20 години. И од прв ден од вработување до овој момент јас сум вработен во ова депо, инаку народно кажано магацин, каде што располагам и каде што сум моментално најбогат човек во нашава држава, зборам во однос за книгите. Цане е осамениот чувар на богатството на НУП. Неговата канцеларија е широка и уредна, со фотографии од шампионскиот кошаркарски тим во кој игра син му и со радио кое го изгасивме кога влегов. Од таму се простира поглед кон огромен број полици и тесни ходници меѓу нив, создавајќи мистична атмосфера како за филм. Ние во депото имаме 5 магазини и располагаме со над 4 милиона сигнатури. Значи, секоја книга има свој број, тоест сигнатура. Книгите се поделени во 3 дела, како што можете да видите од приложеното. Најгорниот дел е првиот формат. Средните се втор формат, а најдолниот дел од рафтовиците се трет формат. Првиот формат е до 18 см книга. Вториот формат е до 23 см, а третиот е над 30 см должина на книгата. Што е многу битно Илинче во овој магазин? Температурата. Овде температурата во 365 дена е 22 степени. Ако е надвор минус 20, овде е 22. Ако е надвор плюс 40 или 50, овде е 22 степени. Зошто? Ако има промена во температурата, книгата се рони. Сите знаеме книгата од што е создадена? Од дрво. Така? Многу е битен факторот. Температурата и влажноста. Ние имаме овде мерни инструменти на полиметар кои покажува 68% влажност е во магазинот. И тоа е константно цела година. И затоа книгата обстојува со години. Ако дојде до промена на температурата во магазинов, книгата ќе се рони. Затоа е многу тој битен фактор. Како воопшто се случило Цане да се вработи тука? Одговорот го почна со длабока воздишка. Имав еден мој комшија кој работеше овде, кој отиде во пензија, во меѓувреме и почина, Бог да го прости.
Јас играв ракомет, а он беше судија. И по завршувањето на не завршувањето на кариерата, него само што почнав активно да играм во Вардар, он ме предомисли и ми рече, значи ова зборам за време беше Југославија беше. Он ми вика, дојди ке да те направам судија да бидеш. И ја нормално во шега, кој ги сака судиите? Никој не ги сака судиите, нели сите викаат по судиите, и викам не, викам ја ќе продолжам да играм ракомет. Дојди да те направам да бидеш судија. И така и бидна, да не одолговлекувам, станав судија благодарејќи на него, ми помогна многу во кариерата, меѓутоа он работеше и овде. Да. А јас во меѓувреме, тој период работев во кожарски комбинат Гоце Делчев. Кратенка Годел. И нели Годел пропадна 2000-та година, како и многу други фирми, и во еден разговор со господинот Горковски Момчило, што работеше тука, му викам... Моме. Може го знаете. Викам, Моме, така и така работа. Фирмава му е пропадна. Случајно да нема нешто кај тебе? Вика, да. Има едно место, вика, во магазин, наш колега отиде во пензија. И ете така, јас, благодарејќи на него, благодарејќи и на други личности, јас веќе 20 години сум овдека. За оние кои никогаш не биле во НУП, еве кратко објаснување на системот на позајмување книги кои не сме да се изнесуваат од зградата. Истиот е уште од мое време. Се пополнува ливче со насловот и сигнатурата на книгата, бројчето кое може да се најде или рачно во картотеката поставена во ходникот на библиотеката или онлайн на платформата Кобис. Дел од тоа ливче се испреќа во магазинот со пневматска пошта во кутивче или сега, поради мерките за штедење, преку најобична цевка. Со оглед на своето искуство, кога ќе го види бројчето, Цане веќе знае каде треба да се упати. Ја зема книгата или ја пушта со еден од малите лифтови до пултот, или ја става на подвижната лента која ја качува догоре. Значи, доаѓа тоа пластичната кутија во корпата, се зима и вадите овие задолженија и одма гледате што е напишано за нив. Дали е монографска публикација, дали е серијска публикација, монографска, народно да ме разберете, монографска е обичните книги, а серијска е списанија. И ние магационерите во моментов сме двајца, јас и колегата Пане. Јас сум во една смена, он во друга смена, значи се менуваме неделно. Прва, втора. И по самото тоа кога ќе ги видиме задолженијата, одма знаеме за што се работи. Било која книга странка бара, ја зимам книгата, ја ставам на лента, стискам копчево и лентата патува горе на пултот кај што се колешките за издавање. И ова од секогаш од кога сте вие тука е вака? Да. И мислите дека има потреба нешто се менува во овој систем или добар си? Ова е, знаете што, библиотекава е пред 70 години правена, а лентава е правена од германски инженер. Нема отказ, именно. Значи, нема промашај. Така. Затоа што погледнете, низ цела библиотека е, за да не ги носите во раце. Книгите само стави на лента, притисни дугмите, а си патува, гледате, има кружни текови, тука доаѓа, так и... Една песна јас да запеа, тешко ми е да заборава. Дајте чаша рујно вино, свири тивко виолино, една песна јас да запеа.
te čaša, rujno vino, sviri tivko, violino, една песна јас да запеам. Еј, мила, врати се. Еј, каде отиде? Само тебе јас те љубам, младост моја си. Се ке сторам да те вратам, само прости ми. Само тебе јас те љубам, младост моја си. Се ке сторам да те вратам, само прости ми. Една песна јас да запеам. Душа боли, многу тагува. Ех, да можам да те видам, да те љубам, да те имам. Една песна јас ке запеам. Ех, да можам да те љубам, да те имам, да те видам. Една песна јас ке запеам. Дали работата во магазинот е осаменичка? Знае ли понекогаш да си запее како во претходната песна, шетајки низ коридорите? Па знаете да што да ви кажам. Во моментов радиово исклучено, некој имам, си пуштаме радио и малце ја потполнува атмосферата. Меѓутоа, добро е што е човек оде сам. Сам на себе доверува. Ако има многу луѓе, одговорно е место ова. Не е баш така. Знаете, гледате на прв поглед кога ќе видите ова е како страв ве фаќа, паника ве фаќа. Може да замислите 5 магазини, 4 милиона сигнатури, тоа се 4 милиона книги. Исто како и јас, и Цане се сеќава на поинакви времиња кога во библиотеката беше поживо. Бифето не работи веќе 10 години, а додека го правевме интервјуто, низ цевката не помина ниту една нарачка. Во тој контекст, тој има и една желба. Па ја би ми било желба, пошто го памтам и доброто време и ова сегашно време, кога немаше компјутери, имавме многу студенти, многу читатели. Чак што више имаше и караници кои да земе бројче. Вие се сеќавате, сте доаѓале овде. Да дојдете до бројче, па тоа беше уметност. Бројче за да отидете во читална, да седнете на место. Откако се воведоа компјутериве, послабо има студенти. Има студенти, ама не како пред известно време. Желба ми било да има повеќе студенти. Кога во некој од европските библиотеки наместо луѓе роботчиња ги носат книгите од магазин, се согласивме дека е друго да имаш контакт со човечко битие.
и дека дигитализацијата никогаш нема да ја засени книгата на хартија. Филмот Ана Карањина го имате гледано, сигурно. Да. Земете книгата да видите што пишува. Значи, нема, можда некоја мала близина има, ама нема 10%, 90% нема врска филмот и ова во книгата што пишува. Затоа викам, книга е книга. Го оставив Цане зад металната врата, каде владеат вечни 22 степени, излегов на есенското сонце среде скопскиот хаос. Долу, среде книгите, сепак е поспокојно. Ја слушавте 25-та епизода од подкастот Обични луѓе. За фотографии од процесот на работа во депото и за целосен транскрипт на интервјуто, посетете ја нашата страница običnilugje.mk. Аудиомонтажа Бојан Угриновски. Се слушаме и се читаме.